Почитувани граѓани, денеска имаме да соопштиме добри вести за нашата земја од 8-миот самит на шефови на влади со земјите на Централна и Источна Европа и Народна Република Кина од процесот 16+1, кој што оваа година се одржува во Дубровник, Република Хрватска. И унапредуваме соработката со Народна Република Кина и со земјите од Централна и Источна Европа, посебно во областа на земјоделството, што ветува дополнителен напредок и развој на оваа наша стратешка економска гранка. Отвараме нови перспективи за развој на македонското земјоделство. Во рамките на одржувањето на 8-миот самит на шефови на влади на Народна Република Кина со земјите од Централна и Источна Европа 16+1, бевме прва земја подписничка на акциониот план во областа на земјоделството помеѓу Народна Република Кина и Република Северна Македонија за периодот од 2020 до 2022. Овој акционен план предвидува зајакнување на билатералната соработка во областа на земјоделството помеѓу Народна Република Кина и Република Северна Македонија, трговија со земјоделски производи, економска соработка и рурален развој, соработка во земјоделските науки и информатичката технологија, како и соработка во областа на безбедноста на храна, ветеринарните услуги и рибарството. Оваа зајакната соработка со Народна Република Кина очекувам да придонесе кон зголемување на нашето земјоделско производство, подигање на стандардите и голема шанса за извоз и пласман на нашите земјоделски производи во Народна Република Кина. Од самитот во Дубровник произлегуваат многу амбициозни планови и креативни иницијативи кои отвараат нови полиња на соработка помеѓу земјите на Централна и Источна Европа и Кина. Република Северна Македонија силно ја поддржува 16+1 иницијативата и верувам дека има голем потенцијал да ги унапреди нашите партнерства и да креираме нов бизнис и економски потенцијал за соработка. Денеска имав прилика да се обратам и на пленарната сесија, на која што обраќање има сите шефови на влади од процесот 16+1 и премиерите на Кина и Хрватска како домакин, Кечијанг и Пленковиќ. Ги информирав колегите дека наскоро ќе имаме свечено пуштање во употреба на автопатот Миладиновци Штип, инфраструктурен проект кој произлезе од иницијативата 16+1. На 30-31 октомври успешно го реализираме и петиот симпозиум на Think Tank организациите на Кина и земјите од Централна и Источна Европа. Оваа година, од 19 до 21 ноември, во Скопје ќе се одржи четвртиот министерски форум за културна соработка од процесот 16+1. Оваа година исто така ја имаме чест и задоволството да посакаме добре дојде на Грција, нашата соседна пријателска земја, како 17-та земја членка на процесот на соработка на Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа. Овој факт не радува бидејќи заедно ќе можеме уште позабрзано да реализираме споделената визија за развој на овој дел од Европа, а посебно на Западен Балкан. Грција досега не беше членка на оваа иницијатива 16+1 заради проблемот кој што го имаше со името со нашата земја. Со решавањето, еве, оваа иницијатива станува 17+1. Во рамките на дводневниот самит имав прилика да се сретнам со моите колеги, премиерите од земјите на Централна и Источна Европа и да размениме искуства важни за унапредување на нашата заедничка соработка. Благодарам.